Ова се најавите за денешните настани. Мартин Гоџовски е срекниот фаќач на честниот крст во Охрид, а во Струга Никола Кутановски. Собрани 66 крвни единици на традиционалната крводарителна акција во Охрид. Во подем семејното насилство во Охрид. Зголемен број на охриѓани со малигни заболувања. Дневникот вообичаено започнува по временската прогноза. Останете со нас. Во Охрид денес по студеното утро во текот на денот времето сончево и студено се измерени само 2 степени над нулата. Во текот на ноќта кон четврток ведро и студено време. Во четврток над северна, североисточна, источна и централна Европа нестабилно време со врнежи од дожд и снег ќе биде ветровито и студено. Врнежи од дожд локално на Апенинскиот и Балканскиот полуостров. Во западните делови од Европа претежно ведро со локална облачност. Утре во северните и централните делови на Балканскиот полуостров времето нестабилно со врнежи од дожд и ветер. Во останатите делови од Балканот сончево време со локална облачност и потопро. Максималните дневни температури од 4 до 11 степени Целзиусов. Во Македонија во четврток студено утро со слаб мраз поради ниските температури кои ќе бидат во интервал од -9 до -7. Во текот на денот сончево време со локална облачност, ветровито и релативно топло. Во вечерните часови во северозападните планински делови од држава врнежи од снег. Во текот на ноќта врнежите од снег низ целата Македонија. Ќе дува до умерен, засилен западен и југозападен ветер во југоисточните делови слаб северозападен. Максималните дневни температури во земја во утре од 4 до 9 степени. Во Охрид во четврток студено утро со температура од -3 степени, а во текот на денот сончево и потопло со пораст на дневната температура на максимални 7. Во Охрид во петок облачно време со врнежи од снег, ветер и ниски температури, минималната -4, дневната само 2. Во сабота и недела студено утро, температурата -5, во текот на денот сончево со локална облачност и студено со максимални 1 односно 0 степени. Атва Хоум Центар на нова локација. Во новиот продажен простор уште поуспешно ја остваруваме нашата мисија на едно место да обезбедиме широка понуда на производи кои ќе го подобрат и разубават вашето секојдневие. Уредете го вашиот дом, деловен простор или градина без да го оптоварите домашниот буџет. Купувајте по најпристапни цени и со постојани промотивни акции. Во нашиот салон ќе ги пронајдете најубавите и најкреативни подароци за секоја пригода. Атва Хоум Центар. Неделата на кулинарство во Комодита Хоум ви ги носи најголемите попусти на садови за готвење. Сетот за готвење Биодаймонд ја комбинира тврдоста на дијамантскиот камен со еколошки материјали, овозможувајќи лесно готвење без лепење на храната и задржување на нејзиниот интензивен вкус. Линијата Bond Pack е позната по висококвалитетната петослојна алуминиумска основа, достапна во 5 различни модели, кои ви помагаат да постигнете одлични перформанси при готвењето. Садовите Бели Шейп се висококвалитетни, максимално функционални и практични, составени од 4-слојна нелеплива облога, овозможуваат неверојатни перформанси при подготовка на вашите рецепти. Комодита Хоум. Чувствувате се удобно. Добре дојдовте во светот на Кармен Бау Центар. Во безпрекорно уреден продажен простор, купувањето во еден Бау Центар никогаш не било попријатно.
Покрај стандардниот избор на фасадните системи Knauf и Bekament, ви нудиме богат избор на професионален алат на реномираните производители Bosch и Revol. Со гордост ви го представуваме нашиот шоурум Мараци, со најголем избор на плочки од Мараци и санитарија од светски познатите брендови Grohe, Колпасан, Ideal Standard, Roka, Unitas. На располагање ви е нашиот архитект, кој ќе ви помогне во осмислување на вашиот проект. Располагаме со најбогатата палета на ламинат во државава. Одберете од 100 различни дизајни на Swiss Chrono. Кармен Бау центар на улица Железничка. Добар ден, прво издание на Дневникот на ТВМ. Варошанецот Мартин Гоџоски го фати крстот од осветените води на Охридското езеро по 10 години скокање. Празнувањето на водици во Охрид е традиција која ја одржуваме и не зачувала како народ, кажа охридскиот градоначелник Кирил Пецаков. Водосветот во Охрид го следеа многу охриѓани и гости. Мартин Гоџоски, 25 годишен охриѓанец, го фати крстот од осветените води на Охридското езеро. Варошанецот Гоџоски беше најсрекниот меѓу бројните скокачи кои пливаа по чесниот крст. Скоро 10 години голема желба ми беше да офатам барем нуш во мојот живот, ото се деси, се осеќам прекрасно. Мислам дека ќе ми донеси многу голема среќа, благосостојба во фамилијата. И така, све за да стигнеш до честниот крст, мора да постиш, значи да си внесен во верата и да ги почитуваш правилата на црквата за да стигнеш до светиот крст. Водици веќе 2 милениуми се смета за еден од најголемите христијански празници, со кој му се дава накрштавањето, една од светите тајни. Во Охрид овој празник има длабоки корени. Традиционално манифестацијата ја следат илјадници верници од Охрид, но и гости од земјава и странство. За значењето на традиционалното чествување на водици укажа охридскиот градоначелник Кирил Пецаков, а при тоа им упати честитки на фаќачот на крстот и на православните верници за среќа и благосостојба. Очигледно традицијата годинава повторно продолжува и покрај она што е генерален проблем како ковид кризата во Македонија, така и на светско ниво. Меѓутоа смогнавме сили, го организиравме оваа година и се надам веќе од наредната година во уште понормални услови оваа манифестација ќе се одвива, помина се во најнормален ред. На фаќачот на крстот посакувам среќа, здравје, успех. За мене е дефинитивно најголемиот ден кој што се случува во Охрид и мислам дека она кое што нас како народ не држи помеѓу другото секако дека е традицијата. Традицијата е тука да постои, ние да ја одржуваме и понатаму да се гордееме со неја. Прославата на празникот Богојавление во Охрид беше пропратена со концерт на групата Љубојна, но и со традиционална крводарителна акција. Успешно заврши традиционалната крводарителна акција која се спроведува на водици во Охрид. Собрани се 66 крвни единици од хумани охриѓани и гости во традиционалната крводарителска акција. Годинава под мотото "Една капка може да промени се". Од Општинската организација на Црвен крст Охрид се задоволни од одзивот на дарителите, а посебно нагласуваат дека во крводарителската акција годинава се вклучиле млади лица кои за прв пат даруваат крв. Сашо Точков, председателот на Црвен крст Охрид, информираше и дека капачите годинава ги почитувале нивните препораки, па така нивните екипи имале незначителен број на интервенции кои не биле со сериозен карактер.
Во соседна Струга пак, честниот крст го фати Никола Кутановски. Тој беше најсреќниот меѓу стотиците капачи кои денес околу 11 часот скокаа по крстот во реката Црн Дрим, по завршувањето на чинот на осветувањето на водата. Ова е негов 10-ти обид да го фати честниот крст. Од црквата, како и од годинашните кумови браќата Томче и Стевчо Голабовски, 35 годишниот тренер по пливање и триатлон си доби пригодни подароци. Никола Кутановски, 35 годишен тренер по пливање и триатлон од Радожда, кој 15 години живее во Струга, синоќа сонувал дека шета со Светиот крст и дел од собраните средства ги донира за изградба на црква кај женска плажа. Токму тоа била и причината што по 10-ти пат скокал по крстот во студениот Дрим. Скокам околу 10 пат по крстов, секоја година од исто место, од иста страна. Сношти во сон ми се сона дека година од крстот што ќе шетаме, што ќе се собериме, што ќе соберам финансии, делот од финансиите сакам да ги донирам за изградба на црквата кај женска плажа во Струга. И со таа цел дојдов, со таа цел си скокав. На најсреќниот кој го извади честниот крст од водите на Црн Дрим, црквата, годинешните кумови, браќата Томче и Стевчо Голабовски и голем број верници го даруваа со пригодни подароци. Председателот на ВМРО ДПМН Христијан Мицкоски од Охрид им го честита денешниот празник на граѓаните на Македонија и најави дека наскоро ќе предложат активности во насока на што поскоро распишување предвремени парламентарни избори. Час поскоро треба да се случат предвремени парламентарни избори, имајќи предвид дека тоа континуирано на некултурен начин се одбива од страна на ова вештачко парламентарно мнозинство, односно оваа влада на ДУИ администрирана од Ковачевски и поддржана од помалите коалициони партнери на СДСМ, се плаши и цело време практично избегнува да даде конкретен одговор кога ќе бидат овие предвремени парламентарни избори. Јас тоа го кажав и во едно мое скорешно интервју, но ќе го повторам и сега. Подготвени сме и ќе доставиме овие денови до парламентот измени на изборниот законник, во кој што нема да има повеќе техничка влада, односно нема да има 100 дена губење време на граѓаните на Македонија. Туку ќе го користиме оној законски рок, односно уставен рок, се извинувам, од 45 до 60 дена. Еве, ако е тоа пречката, па се исплашени додат на предвремени парламентарни избори, нека му остане Спасовски министер за натрешни работи, нека му остане новиот министер за труд и социјална политика, нема да има заменици од опозицијата во земјоделие, во финансии, во информатичко општество. Нека остане оваа влада ваква каква што е и додиме на предвремени парламентарни избори, а воено и до помалите партнери кои што му помагаат на администраторот на владата на Дуји Ковачевски во оваа влада. Имам и до нив една порака. Ако е една изборна единица, подготвени сме и за тоа да разговараме и за една изборна единица. Од СДСМ со реакција на денешната изјава на Мицкоски. И за време на празници, Христијан Мицкоски повторно ја покажува својата деструктивност. Мицкоски го интересираат само избори и како да се докопа до власт, иако и граѓаните и целата јавност е против. Избори нема да има, парламентарното мнозинство е зголемено, избрана е нова влада. Мицкоски да престане да обструира и да ја малтретира јавноста со негови лични желби, стои во соопштението од СДСМ. Во рамки на проектот за енергетска ефикасност во јавниот сектор, Општина Охрид поднесе проектни фишеја за финансирање на изработка на проектно-техничка документација и финансирање на инвестициски проекти за енергетска ефикасност на основните училишта Христо Озунов, Братство Единство Лескајца и на основното училиште Свети Климент Охридски. Со цел успешна имплементација на прифатените подпроекти, Општина Охрид организира јавна дебата на која се поканети директорите, членовите во Советот на родители во секое од училиштата, родители на ученици кои посетуваат настава во наведените училишта, вработени во училиштата, невладени организации, медиуми, жители кои гравитираат во урбаните заедници на чие подрачје ќе се спроведуваат подпроектите и други заинтересирани страни со цел да се запознаат со активностите кои се предложени за финансирање во рамки на горе наведените 3 подпроекти.
На јавната дебата сите граѓани кои ќе се присутни ќе можат да дадат свое мислење, сугестии и предлози за надополнување на веќе предложените активности. И јавната дебата ќе се одржи во петок, 21 јануари 2022 година во големата сала на општина Охрид со почеток во 10 часот. Во подем е и понатака семејното насилство во Охрид. Секојдневно пристигнуваат пријави за насилство во Центарот за социјални работи. Следствено на таа појава растат и разводите на бракови. Не стивнува појавата на семејно насилство во охридските семејства. Евидентиран е пораст на пријавени случаи каде што се пријавувало насилство изминатата година. Во првата половина од 21 биле пријавени 70 случаи на семејно насилство, а трендот на пораст продолжил и до крајот на годината. Во пандемиската криза оваа девијантна општествена појава се шири како пожар, информира Горан Поп Марков, социјален работник од Охридскиот центар за социјални работи. Пред све пораст на семејното насилство, барем пораст на пријавите за семејно насилство, како и доста зголемениот број на бракоразводи. Тоа е нешто што е, да речам, приметно во последната година, можда и две. Во Меѓуопштинскиот центар за социјални работи пристигнуваат пријави од полицијата по кои што социјалните работници постапуваат скоро секојдневно. Насилство се случува најчесто врз жените, без разлика на социјалниот статус во семејството. Се разведуваат брачни парови со помал стаж во брачната заедница, но пукаат бракови со подолг стаж. Социјалните работници причината за насилството и разводите ја лоцираат во намалената толеранција кај партнерите предизвикана пред се од пандемијата. Зголемен бројот на пациенти со малигни заболувања во Охрид. Загрижувачки е и тоа што има тенденција на намалување и на возрастната граница. Најчести карциноми кои ја напаѓаат и помладата популација се рак на бели дробови и простата. Расте бројот на пациенти со карцином во Охрид. Загрижувачки е тоа што има тенденција на намалување на возрастната граница, со што амбулантите во болничкиот дел се полнат со млади пациенти. Пандемијата го утежна лекувањето на пациентите со малигни и бенигни заболувања. Причина е стравот да одат на редовни контроли во време на коронавирусот. Најчести карциноми кои напаѓаат и помладата популација се ракот на бели дробови и простата. Последните години имаме зголемен број на малигни болести од сите области, посебно урологија. Нашето оделение, да речем, како уролошко оделение стана онкологија, оперираме само малигни болести. Тоа е огромен товар и за самата болница и за персоналот кој што работи. Посебно Охрид, тоа е стварно некој треба да се направи добро истражување, има многу карциноми на тестис, на бешика, на простата, на бубрек, што дури бев на специализација пред 20 и нешто години, не беше доста поретко. Раното диагностицирање и третман е клучно за борбата со оваа болест, затоа лекарите апелираат на редовни прегледи. За зголемениот број на малигни заболувања во регионот потребна е дополнителна медицинска студија. Сега фреквенцијата и на прегледи, ние како оделение правиме 5000 прегледи во текот на година, од тоа огромен број се малигни болести. И нормално, самиот начин на живот, свето го носи зголемувањето на бројот на малигни болести. Ние имавме пациенти, например, со тумор на бешика со 25-24 години, сме имали пациент со тумор на бешика, што порано не беше, тие беа пациенти од 60 до 65 години, кај што беа почетни тумори на бешика. Сега имаме млади пациенти, изразито млади пациенти. И тоа треба да се направи студија и истражување. Ракот е втората водечка причина за смрт во светот. Светската статистика тврди дека 9,6 милиони луѓе умираат од рак секоја година. 70% од смртните случаи од рак се јавуваат во земјите со низок и среден приход. Најмалку 1/3 од честите форми на рак може да се спречат. А во продолжение да ги погледнеме и вестите од светот. 2 смртни случаи од Омикрон се регистрирани во Црна Гора, изјави директорката на Центарот за кризи на оваа држава, доктор Лилјана Радуловиќ. Таа кажа дека станува збор за двајца пациенти кои починале минатата недела, имале 70 години со претходни срцеви хронични заболувања. И двајцата посочуваат
таа биле невакцинирани. Сојот Омикрон е доминантна причина за хоспитализација, а од друга страна анализите утврдиле дека 70% од пациентите со Омикрон кои пред 7 дена биле животно загрозени сега се на добар пат кон закрепнување или се на домашно лекување. Оваа информација ни кажува дека Омикрон е блага варијанта во случај на болничкото лекување отколку Делта сојот, изјави Радуловиќ. Во моментов во 40 опасни по живот пациенти, околу 85% се невакцинирани граѓани. Американскиот државен секретар Ентони Блинкен денес е во посета на Украина во време кога администрацијата на председателот Џо Бајден најави дополнителни $200 милиони од бранбена воена помош за оваа земја. Висок представник на Стейт Департментот рече дека помошта била одобрена кон крајот на декември како дел од напорите на САД да помогнат во заштитата на Украина поради според Вашингтон зголемените стравувања од руска инвазија. Ние сме посветени на суверенитетот и територијалниот интегритет на Украина и ќе продолжиме да даваме на Украина потребна поддршка, рече представникот. Пандемијата на COVID-19 ни одблиску не е завршена, изјави шефот на Светската здравствена организација, додека Омикрон варијантата предизвикува рекорден број инфекции. Тедрос Аданом Гебрејесус предупреди против идејата дека варијантата Омикрон представува помал ризик само затоа што се чини дека предизвикува поблаги симптоми. Високо заразната варијанта Омикрон сега е доминантна во поголемиот дел од светот, предизвикувајќи рекордни инфекции од Бразил до Франција. Податоците сугерираат дека постоечките вакцини против COVID се помалу ефикасни во спречувањето на инфекциите со Омикрон во споредба со претходните соеви, но вакцините сепак обезбедуваат силна заштита од тешка болест и смрт. Најмалку едно лице загина, 8 се повредени во експлозија и пожар во Њујорк, соопшти денес градоначалникот Ерик Адамс. Ројтерс претходно објави дека 9 лица се повредени, меѓу кои 5 полицајци. Според медиумите, експлозијата на газ предизвикала пожар и урнала зграда. Повеќе од 100 пожарникари и членови на брзата помош излегле на местото на настанот. Портпаролот на противпожарната служба изјави дека инцидентот случил на улица во Бронкс. Полицијата соопшти дека една жена била мртва на лице место. Тоа е се во првиот дневник на ТВМ. Ви благодарам што не следевте. Довидување.